Црногорците генерално го делат впечатокот и мислењето дека вакво нешто навистина немале одамна во нивниот театар. Пројковски ни појасни вчера вечер пред премиерата дека навистина се обидел да ја вклучи целокупната сценска технологија да ја искористи и секако да се обиде повторно во она што навистина добро му оди да извади на сцената, навистина голема актерска екипа, 30 актери видовме на сцената кои што повторно во некоја негова препознатлива театарска естетика беа цело време извалкани со песок и мокри до гола кожа со вода. Предлагам овде во продолжение да погледнеме изјавата на Пројковски, а секако имаме изјави и од актерите кои што ги снимивме веднаш по премиерата. Многу ми е драго што ја оценуваат како една од најважните представи во нивното постоење и овие 2 месеци навистина се чувствуваше таа атмосфера, особено што за потребите на представата тие способија и целата технологија додадовме многу работи и еве луѓето од Црна Гора велат дека не го препознаваат нивниот театар, што ми е посебно драго. На сцената видовме 30 актери кои што всушност се од повеќе различни генерации. Видовме и идни актери, односно студенти од 3-та и 4-та година од Филмската академија. Она што сите го споделија како искуство е тоа дека навистина Пројковски од нив барал нешто што претходно режисерите овде во Црна Гора можеби и не го барале, меѓутоа тие со задоволство возвратиле и ја поставија на сцена бура онаква како што веројатно му доликува на големиот Шекспир. Предлагам во продолжение да погледнеме дел од изјавите на актерите снимени веднаш по премиерата. Ги дадовме сите сили на последниот акт. Ова е прв пат да играм Шекспир. Бевме 30 мина на сцена. Оваа представа е многу специфична, тешка, поинаква, интересна и продукцијски покомплицирана од било што друго што сме имале во нашиот театар и сигурно ќе остане длабоко во сите нас. Гледате како целата екипа дише. Феноменално беше да се работи со Дејан Пројковски и лесно со оглед на тоа што се работи за волку комплексно дело. Говориме истим јазикот. Го зборуваме истиот јазик, сценски јазик. Немаше проблеми, разбираше што сакам и ме остави да работам. Беше како моја звезда водилка. И био е тука као нека моја звезда водилја. Црногорско народно позориште е единствениот национален театар. Зорана Краљ, директорката, ни кажа дека долго време немале раководство и дека она што сега во моментот го прават е навистина враќање на оној класичен железен репертоар, по навистина еден период во кој што работеле многу модерни и современи автори. Шекспир можеби е навистина добар избор за да се почне тој пат кон враќањето на железниот репертоар. Само би споменала уште дека ќе потсетам уште дека овде во Подгорица навистина силни впечатоци остави оваа представа. Велат дека никогаш немало толков интерес за публика и дека веднаш пред премиерата биле распродадени првите 3 проекции. Пројковски најави дека представата ќе имаме прилика и да ја погледнеме наскоро во Македонија, меѓутоа станува да видиме кога.